Може ли? Добар ден, драги слушалци. Добар ден, гради гледачи. Добар ден на сите. Ви благодарам што сте тука со нас повторно во новото издание на Hitmaker. Со нас денеска го имаме Лука Ѓорѓевски Feng Shui, како и многу други интересни проекти за кои што ќе слушнеме денеска. Како си, Лука? Фала. Фала. Во таква состојба си? Благодарна? Благородно благодарам. Да. Ти благодарам што изгледаш прекрасно денеска. Ти секогаш изгледаш прекрасно. Само да кажам, изгледаш прекрасно, ти благодарам за што ме повикавте на интервју, ти Секако. и другите стрелци и овни во хороскоп, како и бикови. Ти што си во хороскоп? Припорчанец. Да? Значи броиш 1 2 припор? Не, обратно. Пошто сум дискалкуличар, не можам обратно да кажам, обратно изречено. Океј, те молам, кажи ни една многу јака случка што се дешаваше на последниве неколку концерти на Feng Shui. Што би одвоила една вака? Дали е надвор од Македонија или у Македонија? Во Како Подгорица се? имаше шоу кој што ни беше најавено 2 месеци дека ќе биде телевизиски снимано и звучно или запишано, аудио, визуелно ќе биде целосно. Ќе има запис, да? Запис. И јас одлучив тој ден во тој јуни да јадам колбасица со кашкавал. Каков прилог имаше? Не знам каков прилог имаше, битно беше колбасицата, ми препорача 2 пати тамошните да не ја јадам и изедов и имаше проблеми после тоа. Да. И записот? Го гледав сосема солиден, со тоа што одовде надолу сум фиксен во телото, одовде нагоре би рекле по старите богуња ми чарлијам. Така си, Така така беше. си. Легално. Сосема окей. Тоа е Пред нова случка. Имам преубави многу случаи што не можам сега сите да ги соберам и да ги кажам, бидејќи не е таква пригода, ме викнавте чисто да прикажам некои работи тука. Така си. Јас како огромен фан на Feng Shui, независно тоа што сме И јас. соработници и пријатели, како огромен фан би сакала да те прашам како ти доаѓа таква мисла за таков текст. За секоја реченица звучи можеби наивно, но секоја реченица ако посебно ја одвоиш има засебна филозофија позади себе. Пример, еве моите избори сите се извори. Мене ми е омилена реченица од Feng Shui песна. Би сакала да знам како ти доаѓа таква филозофија да склопиш во една толку сосема нормална реченица. Тоа е цела филозофија, буквално. Така размислам, тоа не е ни тешко, ни лесно, ни убаво, ни неубаво. Тоа е така. Би сакал поинаку да размислам, на моменти не би сакал. Ама така размислам. Немам некој посебно објаснување. Тоа исто како нормалните луѓе што сикаат цела лепези диапазон на чувства, само што веројатно кај мене некако почудно се манифестира, затоа и се повеќе ги лимитирам врските со луѓе, затоа што така се изразувам и во приватниот живот, ти тоа барем можеш да го потврдиш. Така едноставно размислувам. Стварно си ваков. За жал. Убаво е да се биде голямо дете со толку машка енергија. Убаво е, Благодарам. нели? Мислам Благодарам. дека е. Мислам дека убаво ти е умствено да живееш со себе. Барем така мене ми делуваш. Да, се надевам и на комшиите дека може. Се шалам, не се надевам. Може ли комшиите да ни кажат на каква музика работиш периодов? Комшиите може да ви кажат Да ги точно прашаме? каква... Да. Од сосем. левата хемисфера или од десната хемисфера комшиите? Не, комшиите. Тетко-Оле оваа ситуација. Тетко-Оле? Голем поздрав до Огромен Тетко-Оле. поздрав за Тетко-Оле, би сакал да изразам едно сочувство за Тетко-Оле и да се заблагодарам исто така што ме трпи сите овие месеци од кога живеам над неиза. И не само ме трпи, некако ми изгледа дека ужива, дека се радува за тоа што свирам, што е многу ретко, што обично. Прекрасно. Органите за уредување на јавен ред и мир знаат да ме посетат да тропнат и да кажат дека сум пријавен. Да. И така натаму, така што ова е благослов истински што никогаш напротив се случува дури да бидам комплиментиран. Супер. Што не сум уреден во часовите за имплементирање на звучни Действија. О. Каква музика работиш моментално? Што музика слушаш во моментов? Во Слушам која се фаза подобра и си? подобра музика, правам се полоша и полоша музика. Се надам дека тоа така ќе Тоа положи. има логика. Има логика. Да. Нешто да споделиш, пример македонско Не. во последно време? Македонско слушам, Слушателите да Од им пред дадеш некој седи тип не ме на... знаеш, ме милен.
последно време. Поготово вториот дом, јас сум принц, не сум цар, тежок ликвар, дар мар. Голем поздрав за Што сум принц. клошар. И затоа Така. зборам дека сум клошар во познак. Само што алегоријата за да фати некој треба да знае добро поп музиката во Македонија, покото од самостојството на Одлично. клошар, принц, принцот од припор, стакло дете од чиста околина, текстот принцот од припор, е тука принц. И принцот е таков ексцентрик, он има многу добри песни. Не го сметам за ексцентрик, го сметам за прилично иновативен. За во неговото време. Иновативен е само, не е тоа ексцентричност, тоа е иновативност. И храброст да се биде себе, веројатно. А тоа знае да биде казнато тука. Може ли? Апсолутно. Така. Затоа не сум тука, затоа сум во припор. Преако. Сакав да те прашам дали има нешто што би сакал да најавиш периодов. Дали повторно ќе свирите во скоро време во Скопје, имавте фантастичен концерт кој беше за поддршка на страдањето нели во Кога ќе искачи интервјуто? Кој интервју? Ова интервју. Ова Знам интервју? за кој концерт е? Можеш да збориш за што сакаш. Не се Кога имаме секирай. концерти, не знам, ако искача после овој концерт сега што го свираме на 12 јуни? 12 јуни. Јуни? Мислам дека може да направиме. Па нема. Ќе нема, свириме, нема значи концерт. тоа веќе е отсвирано. Во овој момент има, на зборување. драги гледачи, имате можност моментално да живеете во иднината. Да, се е позади нас. По концертот помина фантастично, се радуваме за тој концерт што го отсвиревме во На 12? покровителство на мислам дека T-Mobile, да, Македонија. Така што супер помина тој концерт, фантастично се ова. И сега следуваат концертите 25-ти, ако не се лажам, фестивалот во Тузли, 26-ти на The Festival. Што баво. Може да ги промашам датумите повторно, е сериозно зашто сум бил дискалкуличар. Ти Така што верувам. ќе проверите, мислам дека се 25-26 и ќе имаме пат од Тузла до Дојра. До Дојран. Во еден Интересно. ден. Супер. Супер. Фантастично. Прекрасно. Тоа е стварно Магнезиум, роуд Б трип. витамини. Како е да се биде со твоите колеги на пат? Најчесто супер. Како е да фанк шуи кога имаат роуд трипс? Што се случува? Смешно, имам еден кловен што ги смее сите цело време. И мораш да си дозволиш да бидеш вистински тоа што си, да го правиш тоа што си, за да не отидеш од другата страна или од едната страна. И мора да се одржува екипата. Екипата е драгоцена. Така. И незината енергија уште подрагоцена. Мора да се воспостави една љубовна атмосфера, таа да не преде, нели, не дај Боже, во љубовна атмосфера, остане љубовна атмосфера, не љубовна. Цело време мора да си во љубовна атмосфера. за Да, во такви љубовна песни да атмосфера, но да исто така да има многу позитивна енергија, пошто знае да доседне по 6-7 сати пат секој ден, тоа е премногу луѓе, премногу исцрпува психофизички ситуацијата, за можеме да си дозволиме да бидеме било што помалку од клошари во подзак. Така се. Барем јас тоа за себе си го знам. И А гледам во само да Месечина дам. што ќе бидат фанк шуи во скоро време? Јарец. Јарец. Сакав да те прашам уште ова. Какви соништа имаш навечер? Дали некогаш се будиш од спиење за да напишеш нека нова песна? Во на цеце ја сонав пред некој ден како помина од далеко и ме виде и ми мафна. Да, воина ја сонав пред некој ден. Не ми мафна, мислам дека само без догледа се насмам не продолжи. Знам да ги сонав моите баби. Таквите ситуации ти будат чувствена инспирација или те затвараат? Никако не ме затвараат, ако со ништо да те затвараат, тогаш мораш да поработиш, да продолжиш да сонуваш, што поише за... Не, соновите се најдрагоценото нешто после припор во мојот живот. Така. Може би пред припор. Мислам дека припор ти е највисоко на листата, Да. па после иде фанк шуи. Да, припор е алегорија за идентитетот. Као што клошар во Така. хороскоп е алегорија за иновативноста, што на која се гледам кај принц, не го зборам. Туку така не го зборам само затоа што сум тука вистински еден од 10 милиони песни. Што ми има како се кажа, голицка на мозокот на... Да. Ми го има изголицка на мозокот на македонски, да се одразам вака интелектуално. Си не знаеш од принц. Поготово крајот кога прекина и кога деде кога Господи се враќа преку вик. Да, имаме многу добра македонска музика, имаме премногу, затоа ги имаме овие интервјуа со цел да им посочиме и на гледачите на што треба да се фокусираат, можеби да истражуваат нова музика, да не се плашат да стиснат плей,
на нова музика или на старо нова музика. Стисна плей. Ти благодарам за 3-4. овој прекрасан Стисна плей. многу раздвижен енергетски муабет, разговор и психопатологија кои што взаемно си ги разменивме. Да морам денеска. задржете си ги за Еве се задржуваме. Фала ти на покана. Да си Фала ми ти жив на и тебе. здрав. Прекрасен соговорник си, прекрасно изгледаш, неверојатни татуажи имаш. Ти благодарам. И од каде ти се кондурчињата? Од Тему, 600 денари. Поздрав. Ви благодарам што бевте со нас. За мојот изглед денеска се погрижи Зорица Николова. А за мојот изглед никој не се погрижи? Јас ке се погрижам. Све е окей. Се гледаме во наредно издание. Да сте ни живи и здрави. Како И водите? среќни. И среќни. Среќни. И среќни. Стисни плей. Не, ова е друга емисија. Знам, ама стисни плей, три пати потенцираш и погледам камера, мора да направам стисни плей. Окей. Се гледаме.